Македонски народни преданија. Егејското море. Бил еден цар, тија цар го викале Егеос. Тој Егеос давал секоја година 12 деца женски, 12 машки. Ки зајсе таму на ламјата да јаде тие. Во тоа островото што е во воа Егејското море. Па некоја острово имало таму некоја голема ламја. На таа ламјата и давале стално по толку деца да јадат. И вија ка настанал син му рекол: јас, татко, воа не можам да го поднесам, вика. Јас ќе одам да ја утепам таа ламјата. Нема да одиш, вика. Ќе одам, вика. И оде тој таму на тоа место. Ако се вратам јас кај со бродот со црни крпи, рече, да знаеш, јас сум погинат. А ако се вратам со бели, значи јас се враќам и децата и враќам, вика. И он станува, оде таму на тоа островото. Наоѓаат една девојка. Каде ламјата живеат тука? И вика нејзе. Слушај да ти кажам, младичо, рече. Ти таму, рече, не можеш да одиш така. Како? Ке земиш, велите, една ортама. И кај таа ќе влезиш натре, кај ќе излезиш, не знаеш од кај да излезиш, викат. Насекаде има дупки и не знаеш у која да влеиш. Ке земиш ортама, ќе ја врзиме тука, викат. И ќе одиш со ортомата. Ќе ја врзиш ортомата за тебе и ќе одиш. Кога ќе одиш ти натаму, ќе излези таа. Кога ќе излеи, ако ја отепаш ти неа, не можеш да се вратиш после. А по ортомата ќе излееш. И он влева таму. А наоѓа таа кај што била ламјата. Станува тој. Ламјата ја утепува. Од радост голема што имал, радост, кад тргнал со бродот, заборавил да изсимни крпите црните, да ги симни и да тури бели. А пак тој Егеос, татко му негов, гледал на морето. И го видел со црни иде, рипнал у морето и се удавил. Од тогај до денеска тоа море се вика Егејско море.